Статистичките податоци покажуваат дека 4 општини во Македонија, Скопје, Битола, Прилеп и Куманово, остваруваат повеќе од половината од националниот доход. Или само Скопје остварува 35,5%, додека општините Демирхисар, Брод, Кратово, Крушево и Виница не остваруваат ниту 2,5% од доходот на републиката. Исто така во Скопје, Титов, Велес, Битола и Прилеп остварените инвестиции изнесуваат 67,8%, а во општините Демирхисар, Брод, Валандово, Виница 0,65%. Само во 3 општини Скопје, Битола и Прилеп вработени се 51% од вкупниот број во Македонија. Сите овие податоци говорат колкава е неравномерноста во развојот на нашата република. Тоа беше повод да ја посетиме општината Демирхисар и таму да ја видиме положбата во која се наоѓа оваа неразвиена општина. На површина од 441 квадратни километар живеат 15.665 жители во 38 населени места. Од нив 1460 се вработени во неколкуте работни организации, а исти е бројот на оние што се пријавуваат во Заводот за вработување. Обштествениот бруто производ во општината изнесува 130.950.000 динари, а националниот доход по жител е 3.460 динари годишно, или во просек секој жител на Демирхисар е посиромав од жителите на Скопска општина за 3 пати. Општината располага со на 20.000 хектари површина под шума, железна руда, мермер, а земјата раѓа убав тутун. Сепак за последниве години некој поголем инвестиционен зафат овде нема. Со обшествениот план за развитокот на општината Демирхисар од 1971-75 година беа планирани инвестициони вложувања во стопанството и нестопанските дејности 115.928.000 динари, од кои само во стопанството беа планирани 62.790.000 динари. Постоеќите работни организации во главном средствата од 40.015.000 динари ги планира од сопствени извори, во главном за реконструкција на своите објекти, проширување на своите објекти, модернизација, опрема и слично. Додека средствата во висина од 22.775.000 динари беа барани од Републичкиот фонд за неразвиени подрачја, нарочно за изработка на погон за производство на вештачки мермер и за подигање на еден овоштарник на површина од 90 хектари, како и за изградба на еден хотел, ресторант на Подрачјево со гледатова дека таков немат во Демирхисар. Овие барања беа благовремено доставени од страна на општината во Стопанската банка Скопје. Може да се каже и това дека програмата за изработка на вештачки мермер беше доставена пред 3 години. До сега немаме средства за трите програми добиено. За програмата за изработка на вештачкиот мермер немаме добиено средства. Заради това што се мисли за да не се дуплираат капацитети со оглед на тоа дека веќе постои еден таков објект подигнат во Тетово, но ние сметаме дека и мимо това кај нас на Подрачјево Демирхисар треба да изградиме еден таков објект. Инвестицијата е околу 3 милиарди стари динари, заради тоа што овдека квалитетот на вештачкиот мермер е многу добар, баш и овдека може да се види, овие плочи се баш од нашиот вештачки мермер, само изработени во Италија, на принцип на технологија од Лонџиноти. И сметаме да ова, мислам, инвестиција да се искористи, го изградиме овој објект, каде што се смета да се вработат околу 140 работници. Иднината во оваа општина ние исклучиво ја најдуваме со проширувањето на овие работни организации кои постојат и дел со, мислам, отварање на нови капацитети, ново запослување и изнајдување некои други, мислам, решенија.
Ако програмите не се остварат, во Демирхисар постојат 3 работни организации кои може да сторат нешто повеќе за развојот на оваа општина. Тоа се Рудникот Демирхисар, Предпријатието за обработка на тутун и организацијата која стопанисува со шумите. Еве каква е состојбата во Рудникот. Во Демирхисар постојат 3 работни организации кои практично представуваат носечки во целата општина. Една е Рудникот Демирхисар кој запослува над 200 работници. Како работите, директоре, сега? Како исполнувате плановите? Рудников Демирхисар планот за производство редовно го исполнува скоро секој месец, така да на производството на железна руда концентрат планот скоро сиве миналиве месеци, 4 месеци сме го надфрлувале, односно исполнувале со 115%. Колку руда произведувате? Ние руда произведуваме дневно негде околу 800 тона или месечно планот ни е негде околу 14.000 тона. Ние би можеле далеку повеќе да производиме отколку што сега произведуваме, затоа што и со нашата инвестициона програма капацитетот ни е така проектиран да можеме далеку повеќе да произведеме. Моментално олку произведуваме затоа што толку и ни барат матичното предпријатие, односно топилницата Железара Скопје. Во однос на сегашното производство, колку би можеле максимум да произведете во Рудников? Па максимум би можеле да произведеме сигурно уште едно 40%. 30 до 40%. Кога би дошла таква потреба плюс овој капацитет. Железара, мислам, за зголемување, колку работници би можеле плюс да се запослат? Па би можеле да се запослат негде уште едно 30 до 40 души. А иднината на Рудников е? Иднината на Рудникот е добра, затоа што сегашниве рудни резерви нам ни гарантираат редовно производство, барем до некаде за 18 до 20 години, а друго вршиме и други истражни работи на поширок потесен регион, тука во близина на самово експлоатационо поле, а со тоа што мислиме дека и рудните резерви и ни се зголемени, односно имаме истражено детално истражување со длабинско дупчање, така да резервите се зголемени за уште околу 3 до 3,5 милиони тони. А то ни гарантира работа барем за едно 5 до 6 години нормално производство. Сиот фонд на шуми му припаѓа на предпријатието Бигла, кој вработува 118 жители од овој крај. Поголемиот дел од дрвото се продава за огрев, еден дел на дрвните комбинати и се извезува во странство. Во општината постои мислење дека има можност за проширување на оваа организација. Шумското производно предпријатие Бигла Демирхисар стопанисуваат со шуми од 22.000 хектара, од кои 85% се нискостаблени дабови и букови шуми, а 15% се високостаблени букови шуми. Со оглед на това и стопанисувањето со шумите е исклучиво за добивање на огревна дрвна маса, околу 80 до 85%, а останалата дрвна маса од 15 до 20% се користит за преработка. Ние таа дрвна маса, со оглед дека немаме овдека некаков капацитет за преработка, ја даваме на дрвната индустрија во Македонија, а дел понеквалитетната вршиме и извоз во Грција. Со оглед да во перспектива ние сметаме исклучиво да ги отвориме сите шуми, па имаме замисла да на подрачје во Демирхисар изградиме еден мал објект за преработка на дрвната маса за некои елементи на дрвната индустрија која е потребно во Македонија, било црни бор, прилеп или треска.
На 2000 производители од општината произведуваат висококвалитетен тутун. Организацијата која го откупува е една од најдобрите во републикава. Колку таа им помага на земјоделците од овај крај, како единствена организација што кооперира со производителите. Зашто 4 задруги во општината повеќе се бават со трговија, отколку со она за што се и наменети. Колку е производството на тутун на ова подрачје за последниве 2-3 години? Како резултат на превземањата и во системот и во оквир на работната организација, во последните 2-3 години производството на тутун во Демирисар го достигна својот рекорд. Производњата од последната берба, 73 година, изнесува 1.100.000 килограми, што е рекорд од постојањето на предпријатието, односно од 60-та година наваму. Колку вие како предпријатие за откуп и обработка на тутун сте допринеле за развој на кооперативните односи во земјоделието, под претпоставка дека со толку производство вие сте и добро предпријатие? Ова прашање практично треба да се дели на два дела. Ние сме тутунска организација и во основа заинтересирани сме за производството на оваа култура и организираноста и напорите најмногу ни се ориентирани во овој правец. Соработката со 2200 производители по мене сметам дека такво ќе биде и мислењето на СИВЕ на територијата на општината е многу солидна, во смисол на тоа што организацијата со своите стручни служби, со своите материјални средства и со капацитетите што ги има, настојува да ги реши сите проблеми што стоја кај индивидуалниот производител во однос на производството на тутун. Меѓутоа, исто така, ние мораме и зацртавме една ориентација да кај производителите го помагаме и развојот на останалите земјоделски дејности, мислам останалото земјоделско производство, од аспект на тоа што ако и овдека му олесниме, тој ќе биде во состојба да направи поголема концентрација на снагите своји во производството на тутун, затоа што тутунот е трудоинтензивна култура и на база на ова, значи во последниве 2 години сме направиле доста во однос на олеснување на жетвата кај индивидуалните производители со формирање на во моментов можда минијатурен машински парк од 3 комбајни, 4 трактори и други приклучни машини. Вие можете да бидете носители на одредени кредити за унапредување на и помагање на земјоделците. Дали таа пракса ја работите или не? Некој искуство со ова немаме. Почетни зафати имаме. Значи, во текот на оваа година со 3 земјоделски производители од Реонов заинтересирани за набавка на механизација, влеговме во однос и ја реализиравме таа ствар. Меѓутоа, на ова прашање малку по-озбилно треба да се размислува. Во смисол на тоа што некако ориентацијата на луѓето е да од ова политика на кредитирање на индивидуалниве земјоделци, ориентацијата му е кон оваа механизацијата во најголема мера, што за мене е погрешно. Погрешно од причини што не се исплати. Ево конкретниот пример со овие земјоделци вложија, односно се задолжија со по 8,5 милиони динари во набавка на трактор, приколица и плуг. Ако го земе колкав е посед од негов, што допринос ова ќе даде за унапредување на производството кај него? И практично од земјоделци луѓето ги правиме не земјоделци. Овие се практично сега кираџи. Поќе влечка
чакал, песок и превози со тој трактор и приколица, него да тој најди место во земјоделската производња. Значи, јас сум присталица на една ваква соработка во однос на кредитирање, меѓутоа на едно комплексно кредитирање, да кредитираме производња. Да речеме, производјачот има можност да производи тутун, да изнајдиме се што е потребно за таа производња, да го кредитираме, да ја истера производњата или да производи пшеница. Што е се потребно за пшеницата, да го направиме да биде производјач земјоделски. Вака ги правиме кираџи. А со оглед на тоа дека Демирхиска општина располага со многу малку површина, негде просек 2 хектари, мислам, како вие сте и плюс тоа агроном, мислам, дали е тоа изводливо така? Ако не е изводливо кај еден, ќе се зафатиме со 10 да работиме. Односно со 20. Да искристализираме 20 производјачи на пшеница во селото. И онда во заедница тие 20 да вложат, да речеме, 20 милиони динари, да се опрема, ќе имаме поголеми ефекти и од давањето на средствата, а и од употребата на тие средства што ќе влезат таму. Вашето предпријатие е доста акумулативно. Има ли можности и изгледи за некакво проширување, затоа што на Демирхиска општина е еден од проблемите и невработеноста? Видите, макар да може да човекот говори директно дека сме го постигнале врвниот развој, не би сакал така да речам. Ипак има доста работи кај производството на тутун, поврзани со ова претходно што го реков, за ориентирање на средства на организацијата во тој правец. Меѓутоа, акумулацијата што ја предпријатието има, обезбедува да бидиме тие што ќе го повлечиме и развојот на останалите дејности од стопанство на територија на општината, али на база на претходно разработени концепции во кој правец ќе се развиваме, за да можеме најправилно да тие средства што се кај нас како организација на база на позитивни законски прописи ги усмериме во тој правец. Ние како организација немаме против да го чиниме тоа, се од аспект на тоа да ако веќе ние не можеме да вработуваме нови луѓе, онда да со акумулацијата допринесиме за решавање на овој проблем на општината. Да викам Талевски Петар, Од кој село? од село Слепче, тука да е Мирхисар. Работите во предпријатие за обработка на Да. тутун. Колку плата примате? Па земам околу 146.000 динари. Нешто плюс има. Па има нешто на норма ваму таму, значи купно околу 170.000 просек. Во Демирхисар има многу невработени. Како е тие живеат? Па невработените во Демирхисар живеат со обработка на тутун, со засадување повеќе страхови на тутун. Тоа е единствено, значи, во Демирхисар што жителите живеат од тоа. Се планира овде во Демирхисар да се изградат некои фабрики, како на пример мермеро горе. Ако тоа се оствари, ќе се ублажи, значи еден дел од работната рака ќе се запусти таму. Се живее, дали баш не е она како што живеа сите, разбираш, малку помизерно живееме, разбираш. Ми работиме како црнци, а немаме добра заработка вака, разбираш. Туту вајаме достаточно ќе појме во коле како сака, тие така ќе плата, разбираш. Да се осуди, да рече олку не, таа има цена определена, разбираш, и по тоа деме, поќе не даваат таму како што сака, тие така си го плаќаат. А дали имате запослен некој од фамилијата? Запослен имам, јас едно дете Австралија има, разбираш, и едно имам во Загреб. А тука живеам пак со други деца имам, разбираш. Колку земја имате? Околу 2 хектара и пол имам. А овие што имаат помалку од неа, што прават тие, како се снаоѓаат за
Абе, тие земаат, нивие по наем земаат некој, разбираш, така работа. Тутун ќе земете на нива, разбираш, ќе платит 50-60 илјади, разбираш, се неќе сај тутун, па така се издржуваат. Годинава колку ќе садите? Годинава сметаме, садиме околу 60 илјади струка да садиме. И колку го мислите да заработите? Па ќе заработиме околу 1,5 до 2 милиона, разбираш, повеќе не може да работите. А доста ли е таа пара за да ја прехраните фамилијата? Како слабо да е доста. Не стига. Не се задоволни со тие пари, бе. Овде луѓето најмногу кои проблеми ги мачи вака во села, во дошто работа нема доволно, што е проблемов? Абе, кои проблеми ги мачи? Проблемите ги мачи, разбираш, што работат, разбираш, али деме кона преду што го ваја, тие сето пропаја тоа, нема каде го дадат, тие пласма нема демек. Ние сме лечен град, разбираш, Тутуно го носиме во Демирисар, има тука демек монопол, разбираш. А друго да извеш вака демек нешто, разбираш, демек било млеко, било демек зеленчук, нема каде го носиш, разбираш, се го несиш во Демирисар и ќе го раќаш па назад било. Не се продава. Не се продава, нема пласма да го продаш, разбираш. Овде ја гледам нивата ја одрате со волови. Не можете ли некако не постои ли можност за кооперација со трактор нешто да се работи како е? Во селото наше има околу 6-7 трактори, па и тамо скапо земат. А вие не можете да набавите? Не можеме трактор да набавиме ние, разбираш, работиме со воловите. А даваат сега на кредит. Абе дава на кредит, ама ние сме богодини, разбираш, ба млада генерација да има таа да руководиме, не можем да руководам јас со трактори, со тие машини, разбираш. Покрај сите овие проблеми, миграцијата на населението не ја заобиколи оваа општина. Младите ја напуштаат општината, а во селата остануваат старите неспособни за работа. Така од 19.414 жители во 1953 година, денес се 15.665 со тенденција на опаѓање на населението. Општината излезот од ваквата состојба мора да го бара во неколку правци. А тоа е отворање кон републиката, нови инвестиции во постојните програми или изнајдување нови економски оправдани програми, премавнување на субјективните слабости и наоѓање други форми за забрзан развој на овој крај.